Овој период пред празникот Божиќ голем број од граѓаните постат и се откажуваат од конзумација на одредени производи. Лекарите велат дека постот како таков благопријатно влијае на целиот организам, но постојат лица и ризични групи кои не треба да постат. Би кажала кои луѓе не би требало да постат. Тоа се однесува на дечињата, на бремените жени, значи не смеат никако да постат. Обично луѓето што имаат булимија, односно анорексија, кај млади девојчиња тоа најчесто се јавува, пациенти што имаат некои болести што се врзани со исхраната, исто така не смеат да постат, така да има одредена група на пациенти кои не треба да посегнат по пост. При одредени состојби и болести, постот дури е и препорачлив, а особено е добар за оние со хипертензија. За тие што постат, многу благопријатно делува постот на организмот, посебно кај одредени болести, би сакала некој од нив да кажам, например, кај розација, кај нарушување на имунитетот, кај автоимуни заболувања, остеоартритите, исто така, дерматитис, розацијата, кај некои одредени заболувања на зглобовите, да не ги кажувам подетално, кај психосоматските заболувања, кај синдромот на нервозни црева и некои со слични асоцирани болести, значи има голема лепеза каде што многу благопријатно делува. Најголем ефект се постигнува кај оние луѓе што имаат хипертензија, зашто рестриктивната исхрана ја намалува тензијата, исто така се постигнуваат добри ефекти кај луѓето што имаат нарушувања во склопот на липидниот статус, односно на мастите. Докажано е дека се намалува холестеролот, триглицеридите и се зголемува добриот холестерол, односно HDL-от. Со тоа благопријатно се делува на целиот крвоносен систем во организмот на човекот. Со тоа се заштитува срцето и крвните садови, се заштитува организмот од срцеви заболувања, од мозочни удари. Енергијата во зимскиот период најмногу доаѓа од исхраната, вели Трифуновска. Таа апелира дека треба посебно да се внимава кај оние кои имаат гранични вредности во крвната слика, па се препорачуваат почести оброци во помали количини.